Еден од нашите најуспешни кикбоксери, прогласуван многу пати за спортист на годината и заслужено ги носи сите тие титули. Бобан или Бобанчо сега, како да те викаме? Па, Бобан се викам, правилно, другарите ме викаат Бобанчо, тоа ми е надимак што ми го дадо уште од дете. И не ми смета да ме викаат и Бобанчо, но моментално сакам само Бобан. Ајде, сега ќе одиме со Бобан, како сакаш така, нели? На нас ни е најважно пријатно да се чувствуваш пред објективот на бекстејдж. Што се случува ново на спортски план? 2025 само што започна? Да, 2025 започнав со државно првенство. Немав противник во мојата категорија. Оваа година ме очекува светско првенство во Абу Даби, тоа ми е едно од позначајните такмичења. И како што знаете, секој професионален спорт има последици, има и повреди. Има во овој период некои повреди што ги решавав и фала на Господ све како што треба и можам да почнам да се спремам во полна пара. Каква ти е мотивацијата за сето она што те очекува година? Па искрено, еве сега великденскиот пост го започнав и се чувствувам многу добро и верувам дека оваа година ќе направам доста мечеви и ќе пробам да извадам мојата најдобра форма. Преку ова интервју имаме за цел малку да те доближиме приватно до гледачите за твоите спортски успеси. Тоа е несомнено и сите се информирани. Па да почнеме. Кажи ми, Бобан, кои квалитети најмногу ги цениш кај луѓето? Па пред се, најпрвен почитувам кога луѓето се грижат за самите себе. Кога некој човек се грижи за сам себе, тоа значи дека е добар човек и дека воедно и се грижи за другите луѓе. Зашто има луѓе што не се грижат за сами себе, а од нив не можеме да очекуваме да се грижат и за другите. Исто така, почитувам и сакам кога луѓето сакаат животни и веруваат во Господ. Кажи ми, кои се твоите главни карактеристики? Како би се опишал се? Па, моментално не знам како да се опишам, али јас сум човек што сум искрен. Може би тоа ми е лоша особина, но има еден момент или сум многу искрен, или сум па тврдоглав баш противното од тоа. И работам на тоа за да почнам да го наоѓам балансот и да функционирам така. Дали Бобан има некаква мана? Сите имаме мани, меѓутоа што ти кај себе си, ако можеш би го променил или едноставно си се прифатил таков каков што си? Па имав мана, бев многу импулсивен и реагирав бурно, но работев долго време на тоа и моментално се чувствувам дека више го имам надминато тој момент и се чувствувам окей, више ги гледам порационално работите и пробам да бидам посмирен и да реагирам нормално. Кажи ми, што за тебе представува среќа? Што те прави среќен во денот, во животот генерално? Па последно време ме прави среќен и пробувам да ме прави среќен со самото тоа што сум жив, што имам фамилија, имам успешна сестра, здрави и живи родители, имам другари, имам луѓе што навистина ме почитуваат и мислам дека тоа е првичниот момент што го гледам како огромна среќа и ми представува задоволство. Од друга страна, дали еден кикбоксер има некакви стравови во животот што те плаши? Па, јас сум човек што во принцип е многу плашлив, али сакам да се предизвикувам и кога ќе видам дека нешто ме плаши, јас сум првиот што ќе се спротистави на тоа и ќе го прави баш тоа што ми е страв. И мислам дека баш кикбоксот го избрав, боравичкиот спорт го избрав поради таа причина. Дали имаш твое конкретно омилено место за одмор и релаксација, без разлика дали е тоа планина, море или не знам, некое карче во Скопје? Да, скоро секој лето идам во Љубаниште. Тамо ми е место каде што се одмарам. Често знам да отидам и сам со куќата и седам по месец дена. Имам тамо место каде да тренирам. Плажата е убава. Се чувствувам позитивно и ги полнам батериите за моите следни предизвици за тренинзи и надпревари. Иако си, можам слободно да кажам, релативно млад, дали постои нешто по што чувствуваш носталгија? Нешто да ти недостига, да ти буди носталгични чувства воопшто? Па како што одминуваат годините, се почесто ми се јавуваат такви некои моменти и не знам, едноставно сите улици си имаат некоја своја приказна и кога ќе поминувам и ми се навраќаат и убави и лоши моменти и све тоа некако ми представува носталгија и
ми дава мотивација на некој начин и ми прави да се чувствувам добро. И без разлика дали е добар момент или лош. Каков е твојот карактер во однос на тоа дали се извинуваш кога ќе сгрешиш или си премолчуваш па на друг начин покажуваш дека ти е криво, дали знаеш да се извиниш? Па знам да се извинам, знам ако не сум право во нешто, се извинувам, секако можда порано и малце бев поимпулсивен и не го знаев тој момент не сакав да си го да го избалансирам и да си го дозволам, но сега више размислувам по-рационално како што кажав и ако не сум во право, знам да се извинам. Ти благодарам многу што беше искрен денес тука со нас. Ви благодарам и на вас.